Добро вечер. Мислам дека никад не сум бил волку straight forward у видео, али буквално тоа што го гледаш у насловот, тоа се деша во видеото. Јас се вакцинирав, тоест уште не сум вакциниран, утре ќе идам да се вакцинирам, вајле ќе се вакцинирам. За Македонија! Не за Македонија, у Србија ќе се вакцинирам. За Србија! Србија! Те молам, немој да го политизираш видео, затоа што стварно не ме боли курот. Ја не знам колку пати дали треба да фатам да ги пцуjem сите политички партии поединечно за да ми веруваш дека ништо не ми е политизирано, уствари да имаш можност да размислуваш како сакаш. Јас одлучив да се вакцинирам затоа што одлучив да се вакцинирам. Не ми е гајле кој е антиваксер, кој е анти-антиваксер, кој е анти-анти-антиваксер, кој е анти-анти-анти-анти. Затоа што у Македонија не знам која ќе ми дое терминот за вакцинација, пошто одамна се пријавив на вакцинација и на ваксајнс се пријавив, кај све не се пријавив, сегде си ги оставив податоците лични. Не знам кога ќе се деси тоа и дали уопште некад би се десило, пошто знаете колку имаме квалитет и квантитет на вакцини у Македонија. И сасвим случајно дознав дека у Врање вакцинирале кој да делат чоколадца. Тоа делува доста сумњиво, ама колку што знам јас дека србите ми смо брача, дека стварно се дарежливи во однос на вакцини, така да ќе идам утре да се вакцинирам во Србија. И поише сакам да биде ова видео као информативно за сите кои што сакаат да се вакцинираат, за сите кои што не сакаат да се вакцинираат, за сите што ги интересира какви потенцијални side effects може да има вакцината врз еден сасвим нормален човек. Така да у случај те интересира како се понашаат вакцините со едно човечко тело, барем мене како ќе ми се понаша вакцината. Гледај го видео, пошто знаеш дека увек сум најискрен и транспарентен и не ни фаворизирам вакцини, не ни фаворизирам не вакцини, ништо. Онака ќе дам најискрено ревју како се осеќам после вакцина. Тоа се гледаме сега у Врање со Кике и со Нате, која што верува инаку дека чипирањето може да доведе до големо подобрување на човештвото, така? Да. Стварно го веруваш тоа? Можда на граница немаше гужва, тука? Немаше гужва, валјда, пошто ние Последни дојдовме. да. Не препишува, Иван. Добро е, сакам петка да извадам. Тројче ќе прифатам, али се стрелам кон 25-ка. Пишуваш таму дека се откажуваш од твоето македонско Мојата наследство. сопруга. Подпис петиција за откажење сопруга. Тоа не е ни мојот подпис. Не ми се верува дека со оглед на толку многу нарочно никој нема закажува да се вакцинира, беше све топ организирано, идеше многу брзо. Ту се супер место да се начекаш со братучеите што се немаш видено година дена. Докторите беа супер фини, јака ствари у Врање што апсолутно разбираат македонски сите. Кике дури се погоди многу кул доктор. Кој руку ти се чекуваш? Минимално почнав да се паничам, ама валјда тоа ми е таа регуларна возбуда пред нешто што не е толку вообичаено да се прави и константно ми се прди, ама ми е непријатно, валјда ми се прди од возбуда. Океј, добро, не беше толку страшно. In fact, не беше уопште страшно. Šta ćemo ako budeš plakao, opusti ruke. Tak. Evo se snima, tu je bio. Еве и Кике е готова. Кике, Ова било брзо. и лесно, и безболно. Ќе видиме сега, можеби за неколку години во што ќе се претвориме. Можеби ќе мутираме во нешто подобро, можеби во нешто полошо. Можеби нема да треба да држам телефон на увод дека зборам на телефон. Ке си Тоа е многу јака ствар. левитира сам телефонот, тоа е до телефонот до опција, не е до нас. Двајцата сме во лева рака. Лева рака, десен рам. Не, стварно си седнавме и одмори, се запишуваше податоци. Толку 2 секунди. Сакав да си ја испразнам раката десна за да можам ова да го направам тука вака И со лева да држиш. Оваква да, ама мислам дека не направив никаков проблем на тетката доктор. На тетка доктор. Тетка доктор, фала. Фина беше и мојата. И твојата тетка доктор беше фина? Доктор ке направи. Тетки сестри. Епа, репорт за 15 минути да видиме дали ќе преживееме. Доседиме тука. Дали ќе идеме на наредно ниво на Поствакцина. квестот да го завршиме. Мислам дека најмучен дел од се ова ќе ми биде ова да го држам 15 минути. Мислам, не знам ни дали мора, ама сите го држат. Тоа е мојата интелигенција. Ако гледам дека сите прават нешто, по дефолт треба и ја да го правам. Како се дешава твојата Процедура? Мич не болеше. Се плашам од игле, мич не болеше. Секога сте вакцинирани да ви кажам какво видео гледав. Преска ми текне и некев да ви кажам. Таа докторката го боцка и кога ја вади иглата за да ја тргне и се пушта иглата и на друго место му се закачува у рака целиот шприц така. Се добив комплимент преку маската. Ми рекоа дека сум младолетна. Да, стварно. Сам да кажам колку беа стварно сите фини, јас сум импресионирана, онака влези, седни си ми вика поседи, одмори, уште да речеше кафенце сакаш
сакаш нешто мезе, друго сакав да кажам. Во Македонија вака кога? Тоа Ама сакаш да не, кажеш? не, сакав да кажам, значи на тоа ливчето што ми го принтаа, ми гутнаа матичниот и одам да ми го поправат и не добив као туку најсмирено жената го поправи, ме праша што треба да поправи и рече извинете на таа што чекаше и ми се извини на крај што сгрешила. Некој да ти се само на извини работа. затоа што он сгрешил. Да, во администрација. Сите до еден кај позитивни, насмејани, смирени, нормални како што треба да функционира. Нашата Америка. Да. Затоа со Pfizer се вакцинираме. Да, никад не кажав со Pfizer се вакцинирав. Бил Гейтс, добре дојде во нашата фамилија. Ќе ти биде забавно. Ќе ти биде забавно, Бил Гейтс. Не. Шо бе? А, Върне. да ти врне на вакцинација. Ни се спи. Сайд ефекти, мислам бевме припремени на сайд ефекти као возможна температура што е многу поверојатно да се деси после втората доза, така да моментално немаме температура. Рака почна да ме боли, ја искрено очекував дека ќе ме боли поише рака, тебе ќе те боли рака? Да. Многу. Па не многу, до тука ми е окей да ја кренам, нагоре почна да ме боли или да ми се згрчува. Да, таа е како нека И грч. исто така, нагли движења ако правам со раката, ме заболува поише и гледам да ја мирувам. Друг сайд ефект кој што го приметив за кој што не припремија е дека многу ќе ни се спие, али пошто ја вчера спиев само 2 сати да па си го сјебав sleeping schedule-от. Не сум многу релевантен да кажам дали е ова сайд ефект или само ми се спие, ама мислам дека не ми е регуларно спиење, туку ми е некако како по Уморено спиење. да, не ми е као регуларно уморен и ненаспан кога сум, туку ми е малце поинаку, така да најверојатно и те успива. Што е ова ако не е дрога? Добивме совет да си ставаме облоги од Дојдовме совет да си ставаме облоги со ациди борици, За да немаме не. Абе јас сум неспособна. Кике, шо направи? Шо стори? Друго ствари за да Другата е за да те бришам тебе. Да немаме оток на раката, вајде со тоа полнце ќе не боли, мислам, не ме боли, ама сакам да не ме боли, као да направам превентивно да не ме боли. Која не знам ни кај ме боцна да. Иди си таму една црвена точкичка. Еве, тука има една црвена точкичка. Кике бе, у раката воцка бе, не у нозе. Ова ми е вакцината под прво отделение, не е тоа. Хей Сири! О, Сири! Ей, да ми пуштиш едно аларм за во 10 минути. Серано лапа. Може, Сири? Ете така. 10 минути држиме, 10 минути паузира. Во меѓувреме се крчка. Уште не сум почнал нешто поактивно да работам, али треба као да не ја да прегаме многу вакцинираната рака, да не креваме тешко, да не вежбаме. Ствари ова намерно е направено као да ти се спие, за да спиеш и да не ја мрдаш раката. Не сакам да ме боли. Таму не ме боли. За цела рака аплајнува тоа му ја бакнеш, има голем area of effect. Па да, реално и буцкаш вакцина на рака, а имаш за цел организам. Ти се спие. Како тоа? А не ти си игра одбојка, пример. Ќе знам да опишам како ми се спие. Ко автер од индика, кој ќе ти заврши хајот и те бута и си ѓубре. Значи не е дрога. Поише се дерам него или што зебаме, бат. Како вистински пички, поминавме уште 3 сати успиење, болки во раката, мислам дека ми нема зголемено. Не знам гласов дали го имам изгубено затоа што се дерам од зебање, или затоа што сум просто настинал, или затоа што сайд ефекти од вакцината. Добро, бевме на европско, не знам што кур се деси спиевме. А у продолжение ќе гледате на љубовна прича од која што може да блјуцнеш, ама не е битно вистините. Колку треба? 6 лежи. Двајцата сме вакцинирани во лева рака, а јас сум левучар и Иван е деснучар. Тој со десна може да меша и да ја крева, ја не може да ме боли. Јас од десна се што можам да направам е да бидам чирак. Види како се свртеа масите во кујната. Well, how the turntables. Ми досади. Епа тоа е се, ајде полесната работа. Неке појачаме. А значи досадно е да бидеш чирак, значи тешко е да се биде чирак. Не, досадно е салеп да се чека да се направи. Ние сме како едно
и нашите две раце, способни раце се сега в еден човек во кујната. Љубовна приказна од која што најверојатно ќе блјуцнеш. Еве да не ти биде досадно, ќе мешај, пошто јас направив бицепс. Како е перне име незгодно ова да го прават на гасери и слични мангупи? Мене ми е многу незгодно. Живи, не хејта, само ми е незгодно. Пошто тебе не ти е незгодно да се снимаш во јавност. Нив не им е незгодно да... Иде гас, бе, братуе! Мислев да почекам уште некој ден за да видам како ќе ми делува вакцината, ама веќе не ме ни боли рака, ни киќе не боли више рака, мислам она ептен минимално, така да више ми помина таа болка, мислам регуларна болка, ние очекувавме да не боли многу поише од ова и многу подолго време, затоа што такви искуства сме слушале од други дека по 3-4 дена, недела дена ги боли, не знам ти што, али нас више кај да ни помина. Сав на кратко само да објаснам како се убедив сам себе да се вакцинирам, пошто сум ја релативно предпазлив човек кога станува збор за вакви работи. Не сум толку лесно убедлив за да пробувам работи што ги неам пробано. Мислам, можеби сега се менјам као човек, али колку што се знам сам себе, не сум таков човек. A couple of anti-vaxxers told me, од кај знаеш па што има у тоа вакцината? И кајнда се управо. Помалку дози вакцини се имаат примено у светов, отколку рандом непроверени дроги, али сепак помалце ми е страв од вакциниве, него ли од било што друго, затоа што ипак вакциниве се провајднати државно, што да, многу посумљиво им делува на одредени лица, баш тоа што се државно провајднати, затоа што има теории дека сакаат да не утепаат и такви ствари, али ја мислам дека ако сакаат да не утепаат, ќе не утепаат дали преку вакцини, дали преку нешто друго. Дури да се точни сите тие теории за чипирање и за не знам што таму друго 5G курци, верувам дека големата слика е сепак подобрување на човештвото. Сум се движел толку многу кругови, сум запознал толку многу различни карактери на луѓе и сум сфатил дека најпросечен човек стварно мисли дека све знае и многу ретко егото на било кого му дозволува да признае дека некој друг е во право или дека нешто друго е точно, а не неговото замислено. Ја немам никакво мислење за ова, ни дали вирусот, не знам, генетски креиран и дали од лилјак. Едноставно не се замарам за тие работи, само сваќам дека треба да им верувам на тие што ова го изучуваат константно, затоа што јас не сум тој кој што треба да размислува на вакви работи, не сум учел за тоа у животов, немам појма од такви ствари, а нити пак ако земам да прочитам 2 статии ќе знам нешто многу. Така да се што ми останува е да им верувам, пошто пак на крајот на денот све се сведува на среќа. Колку и да правиш некои одредени ствари кои што може да те заштитат, пак може да ти се деси некоја друга белја. Целиот живот у принцип се сведува на среќа. Со тоа што имам запознаено премногу карактери на луѓе, на некој начин сум успел да ги проучам сите тие и да стекнам искуство од секого без да имам потреба да го искусам тоа јас стварно. Туку сум согледал како реагираат различни карактери на различни ствари што се дешаваат у светот и сваќам дека егото е тоа што не им дозволува на некои луѓе да признаат дека некогаш можеби не се во право, дека нивните размислувања не се точни. Така да јас за да не бидам еден од тие луѓе, едноставно немав никакво размислување на тема ковид, на тема вакцини. Бев доста послушен и не пробував да му се докажам на никого дека јас сум најпаметен. Стварно делуваат сите работи сумљиви, само што знам дека е све возможно да се деси у светот, се дешавало и порано, се дешавале вируси и порано, се дешавале и вакцини порано. Мислам дека светот е стварно подготвен на таква ствар, мислам онака искрено. Тоа што го очекував од светот, стварно успеа да го постигне светот. Како и да е, претежно видеата што се на мојот YouTube си ги снимам за мене, затоа што јас сакам да ги снимам и не ме интересира кој што сака да гледа, али овој пат стварно се осеќам како да сакам да бидам добар човек. Затоа и решив in the first place ова видео да го снимам за повеќе луѓе да можат да дознаат многу по човечки информации, затоа што тоа се трудам ја да го представам на мојот YouTube, во голема мера да прикажам човечност, да се релейтнеш со мене, да ти бидам поблизок, али пошто пак сакам што е можно побрзо да го објавам видеово, ќе го завршам сега, така што ако имам уште некои други ефекти, што не мора да значи дека ќе бидат лоши ефекти, може ќе бидат добри, стварно немам појма што ќе ми се деси и што е можно да ми се деси. I'll try to keep you updated. Не верувам дека ќе седнам сега пак да снимам YouTube видео, ќе
кажам на Инстаграм ако нешто друго ми се дешава со организмов заради вакцината, што мислам дека можно е да биде заради вакцината, што не ми се верува дека нешто ќе ми се деси, пошто ако ми се десеше, вајле до сега ќе ми се десеше, пошто стварно сакам да ги давам овие информации онака for free. Ако случајно мислиш дека некои ствари не сум ги објаснил доволно добро, пиши ми на Инстаграм, ќе пробам најпросто да ти ги дообјаснам ако случајно нешто нема нели видеово, ја мислам дека све опфатив. Втора доза треба да примаме на 4 јули. Колку што имам разбрано, втората доза Pfizer е малце по заебана. У смисла може да има уште полоши сайд ефекти, као температура, поголема малаксаност, такви ствари, не знам што тачно може да биде, али супер авантуристички да му срања во ќе правам нешто што не знам што ќе ми се дешава понатака. Тоа, ако сакаш ќе снимам уште едно видео, уште еден влог за втора доза, не ми се верува сега дека таму ќе идам да се шетам со камера дека ќе раскажувам колку ми се прди пред да примам втора доза, али колку да кажам као се осеќам, ако имаш желба ќе снимам или ако уште не си сигурен дали сакаш да се вакцинираш или не сакаш да се вакцинираш. Едноставно ако можам некако да ти помогнам во одлуката, да ќе ти помогнам, али ова е све што знам. За да не мора многу ти да го размислуваш, еве јас го доживувам за тебе и за мене, мислам. Никад не сум верувал у такви добрососедски односи, стално сум мислел дека се kinda fake, али реално, еве, они ни помагаат со вакцини, ние им помогнавме пред неколку години која имаа поплави и така натаму, така да мислам дека Југославија може да... Супер, за крај, еве ти го милениот дел од ова видео уште еднаш. Tripaloski.